За поголемиот дел од Скопје, општината Сарај е синоним за еднодневен туризам. Кањонот Матка, паркот, реката Треска, а на времето и езерото. Но за Башким Бакију, Сарај е секојдневие, дом и корен. Место каде што се раѓа визијата за тоа какво може, но и треба да биде Скопје. Местоположбата каде што седиме сега ме поврзува со моето детство, со многу секавања. Тука многу близко 100 метри е основното училиште, каде што го започнав образовниот процес. Многу близко исто така тука е Треска. Јас го затекнав езерото Треска во моментов кога беше туристички атрактивно. Тука близко до училиштето беше и стадиумот за мал фудбал, а не повеќе од 800 метра или 500 метра ни е рекреативниот центар Сарај, каде што нормално може би 4 пати неделно заедно со друштвото сме отишле на фудбал, на играње. И тоа сега да ја прашам, кој спорт малиот Бакију практикуваше да го игра? Кој спорт ве влечеше најмногу? Имате ли тренирано нешто? Да, основно не сум имал можност да тренирам, иако ми беше една од најголемите желби, ама многу сум играл фудбал. Самите се уверивме дека во Сарај е лесно препознатлив, но и лесно достапен. Здраво, здраво. Ете, гостопримливост на Сарај. Ајде. Бакију вели дека е израснат да биде скромен, но не додржува да каже дека ги поседува сите предиспозиции да биде градоначалник, за разлика од неговите противкандидати. Дипломирал политички науки на правниот факултет во Скопје, а магистрирал споредбен локален развој. Десетина години работел на теми поврзани со децентрализација, неретко пишувајќи и анализи за невладини организации. Од минатата година е директор на дирекцијата за општи услуги во Универзитетскиот клинички центар во Скопје. Ви благодарам многу на гостопримството, а тука е и љубовта кон главниот град. Скопје генерално се карактеризира као хуман град, као гостопримлив град, со добри еснофи, со убави места за журки, со убави места за седење, но ја има и лошата страна. Особено сега во последниот период, каде што загаденоста, односно нечистота се гледа, многу е визуелно, но сепак кога представуваш, ќе се ориентираш кон барем тие природните убавини кои што ги има Скопје, го имам кај мене е многу близко таа Матка. Нему е прв пат на 44 годишниот татко на 3 деца да трча за градоначалник. На локалните избори во 2017-та, како кандидат на Беса, тесно загуби во вториот круг од Блерин Беџети од Дуј. Смета дека трката за главниот град е на повисоко ниво и дека бара уште посериозни проекти и планови. Тој се фокусира на 3 точки. Една од нив е да се воспостави брз автобуски систем во Скопје, така наречен БРТ, а линиите да одат и до местата населени со албанци. Северната оска како беа поврзале, бидејќи тука зборуваме за едно тесно грло во општина Чаир на улицата Цветан Димов, каде што во моментов има само 2 ленти од двете страни. Евентуално воведување на БРТ дали би значило можеби рушење на оние продавници кои се покрај самиот пат за да се прошири булеварот, или не размислувате? Мислам, во проектот кој што ги презентирав, мислам ви го кажав, се работи за првата фаза, бидејќи сепак се работи за сериозна инвестиција, сериозен проект и долг, и пристапот треба да биде прецизен со цел да се дојдеме до соодветни решенија. Втората фаза би бил да се предвидат останатите делови од градот, кои што нормално со консултација на експертите, па и во случајот со одредени општини, би требало да се реализират и да се види местоположбата, инфраструктурните можности, да се анализира актуелната ситуација, како е, дали постојат можности, после да се доведе до имплементација. Сметате дека во овој цел сообраќајен хаос во Чаир би можело да се имплементира Мислам овој проект? дека ништо не е невозможно, се е можно. Скопје се гуши во смет и нехигиена, па оттаму и прашањето. Како би ги решил?
со повеќе пари и нова механизација во јавните предпријатија, вели Бакиу. Ја анализирав состојбата дека таму има многу, особено во комуналната хигиена, многу машини кои што се стари, се реализирале големи трошоци кои што се непотребни и апсолутно заради таа неефикасност и неефективно работење се доведело до ваквата ситуација. И мислам дека нема потреба од покачување на цената, бидејќи домаќинството плаќаат стандардни цени визави стандардот во кај нас во Македонија. Тоа сум го анализирал и сум ги споредувал и со европските метрополи, не плаќаат ниту ефтино, ниту скапо. Истото важи и за бизнисите кои што плаќаат, но само треба домакинство во раководењето. Но во тој случај како би ги изголемиле буџетите? Има буџетот кој што сега ги добива од приходите кои што плаќаат домакинствата и бизнисите се доволни за функционирање на целокупната јавното предпријатие, бидејќи не е тоа единствен приход на јавните предпријатија. Градот Скопје добива прилив од даноци и од буџетот, и од начинот како се функционира една локална самоуправа, па е одговорност на градоначалникот како тоа ќе ги распредели за што е неопходно и во случајот кога ќе би имало некоја пресметка дека не се доволно приходите, а се во актуелниот случај, ако е потребно модернизација на механизацијата или пак друга инвестиција, тогаш градот може преку советот да предлага за реалоцирање на средствата за конкретното јавно предпријатие. Собирањето на ѓубрето е една работа, а неговото одлагање друга. Депонирањето Бакиу го гледа на истото место како досега, на Дрисла, но развиена преку јавно-приватно партнерство. Дека светот, метрополите, модерните градови имплементираат политики кои што се и еколошки, но и ефикасни. Во смисла на примена на начинот на рециклирање, тоа подразбира едуцирање и граѓаните и домаќинството, односно од моментот кога се фрла отпадот, уште од тогаш да се рециклира и истото да има можност да се транспортира се до депонијата, во случајот Дрисла. Таквиот начин, за жал, не функционира во Скопје. Разликување на тврд отпад, габерит и останати други кои што се отпади, кои што се фрлат, било од бизнисот или пак од домаќинствата, со цел да се примени начинот на рециклирање, а зошто да не од истите ние да имаме некаков профит, односно компанијата. Јас сум дел од моите студии сум ги поминал во Љубљана и Љубљана е најдобар пример како една депонија се трансформирало со приод, односно да создава енергија, а истото да влијае, мислам заради таа компанија, да влијае и во чиста Љубљана. Скопје е мултиетнички град, па за да се стане градоначалник вообичаено е потребна поддршка од сите или повеќето етникуми. Дали ако влезе во вториот круг, ќе оде во деловите на градот каде живеат мнозинство македонци, роми или други. Одговорот се крие во неговото име, вели Башким, кој на македонски грубо би можело да се преведе како заедно или унија. Претежно фокусирам сум кон незадоволниот гласач. Ваков лошо, условно кажано, менаџирање се следеше и во циклуси и можам да констатирам дека граѓаните на Скопје пробеле сите опции. Пробеле десничари, пробеле левичари, пробеле и независни и либерали и сметам дека сега е, да речем, времето за еден Башким. Биографијата на Башким Бакиу е на човек кој немал некоја голема стартна предност во животот. Не се срами да каже дека во младоста работел на пазар како продавач на овошје и зеленчук за да собере плюс пари за студиите. 2,5 децении подоцна и исто толку време животно искуство е пред нова борба. Како што вели, за да се докаже дека знаењето и планот се поважни од тесните партиски агенди. Скопје да стане од град на хаос во град на еднакви можности за секој.